3003 домаќинства го имаат добиено авансот од 500 евра, а до крајот на месецот се очекува да ги добијат и сите домаќинства што беа опфатени со поплавите. На седница на влада е одлучено оштетата да се исплати и на оштетените домаќинства во Кисела вода, Ѓорче Петров, Бутел Чаир и за Шуто Ризари дополнително ќе биде исплатена. Ова го соопшти денеска Никола Тодоров, председател на координативното тело, кој го посети Стајковци, заедно со председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски и градоначалниците на град Скопје и Газибаба, Коце Трајановски и Тони Трајковски. И паралелно работиме и на припрема за исплаќање на штетата. Значи не авансот, него припрема за исплаќање на целата штета. Најголемиот дел штета. Најголемиот дел штета. За тоа треба да помине ребалансот. Како што разбрав вчера од еден разговор, следната недела би требало ребалансот да помине. Па очекувањата се некаде до 19-20 да помине. Ребалансот и потоа да бидеме почнеме и со исплата. Затоа овој период да го искористиме за припрема на документацијата за кој ќе помине ребалансот да почнеме со исплата на штета. Инаку во Стајковци веќе е нормализирана инфраструктурата по поплавите кои што се случија на 6 август. Секаде кај што имало асфалт има асфалт поново, а и кај што немало асфалт сега пак ќе ставиме асфалт сега. Добро. Овде на овие улички немало никогаш асфалт, сега ново асфалтирање. Ова е само главната улица и ова е. Ова е останато е дел од асфалтот, ама во оваа ништо. Колку вкупно улици ќе се асфалтираат сега? Некаде мали улички. 56. Да. И мали и големи заедно. Мали, а 4 големи. Некаде вкупно во сите населени места околу 20 километри. Значи планот не е времево да не држи, додека падне снег. Не, за Стајковци збориме. Само за Стајковци ги знае Джипун, точно податок. 56 мали и 4 големи по Стајковци. И 4 големи по Стајковци. Плюс во другите населени. Плюс, значи оваа улица некаде околу 20 километри. Вредноста на инвестицијата за обнова на инфраструктурата е 6 милиони евра. Ке се работи на терен, се додека дозволуваат временските услови. Истовремено се работи на водоводите на фекалната канализација, а ќе биде направена и атмосферска канализација. Ти спомна дека за некои 2 недели отприлика треба да почнат. Да, добивме согласност од Советот, сега треба со фирмите да почнеме со преговарање, бидејќи е одитна потреба и потоа се обезбеди времен режим почнуваме со работа. Значи за 2 недели почнува и обиконицата да се прави. Ако све да, прилика би требало. Месец за нас сигурно почнуваме со работа. Тоа ќе биде плюс. Како што информираа денеска, дополнително инвестирани се 1,2 милиони евра за механизацијата која била ангажирана на терен за изнесување на шутот во поплавените подрачја.